Соработката помеѓу Универзитетот за информатички науки Свети Апостол Павле од Охрид и Народна република Кина може да се каже дека е долготрајна и повеќе слојна. Таа се базира врз меѓународни договори подпишани од страна на Република Македонија и Народна република Кина уште 1995 година, а потоа проширани 2007 година. Институционалната размена и имплементација на заеднички проекти помеѓу Универзитетот и Народна република Кина датира уште од 2015 година, при што се подпишани најмалку 9 договори, односно проекти, меѓу кои 2019 година опремување на напредна компјутерска лабораторија за ИКТ истражувања, која се уште нашите студенти ја користат во рамки на нивниот образовен процес, а дополнително се развивани и реализирани проекти за меѓукултурна размена, мобилност, посети во Народна република Кина и така натаму. Кина е без сомнение лидер во светски рамки кога говориме за експоненцијални технологии, како што се вештачката интелигенција и роботиката, а нашиот универзитет со 5 факултети дедицирани на ИКТ технологии, без сомнение има тука придобивки, првенствено од пристап до тие огромни инфраструктури за обработка на големи податоци, поврзани со проекти со машинско учење и роботика, пристап до меѓународно знаење кое се локализира понатамо. Македонија има секако своји специфики и особености. Сите проекти кои се реализираат во рамки на мобилноста и на трансфер на знаење, пред се во линија и со европските нацрти за имплементација на новите технологии. Уште од минатата година остварени се директни средби со представници на амбасадората на Народна република Кина во Скопје. Доделени се неколку стипендии, оваа година вкупно 18 стипендии за студенти на Универзитетот Свети Апостол Павле. Технологиите кои се изучуваат на нашиот универзитет всушност представуваат еден тренд од глобална парадигма, наречена четврта индустријска револуција, каде што, како што спомнавме, предводници се големите држави, меѓу кои и Кина. И без друго, Република Македонија мора да ги следи тие трендови, а потоа да ги адаптира праксите за своите потреби. Покрај договорите со Народна република Кина, Универзитетот Свети Апостол Павле има бројни подпишани договори и реализирани проекти и со универзитети од Европската Унија, така што секоја пракса се адаптира на нашите потреби и реалност. Искрено можам да се пофалам дека Универзитетот Свети Апостол Павле има веќе произведено алумни кои се интегрирани на светско ниво, работат за големи светски компании како што се Тесла и можеме да бидеме уверени дека со посветена работа и дедицираност, со искористување на можностите, како што е поддршката конкретно од амбасадата на Народна република Кина, дека можеме да бидеме евентуално и ние во тек со светските трендови.